Откако најпрви ја обвини опозицијата за скандалот со прислушувањето, премиерот Заев одговорноста сега ја лоцира кај одговорните лица во институциите кои решавале дали и на каков начин снимениот материјал ќе се злоупотреби. Се пофали дека тој како прв човек во владата не дозволил во владината зграда да биде ставен било каков систем кој би бил искористен за прислушување, за како што рече да не го боли главата кога во посета доаѓаат високи гости од светот, како американскиот потпредседател Майкл Пенс. Системите кои што се нудат на пазарот во кој што и јавните институции набавуваат, самиот председател на суд, шеф на обвинителство, министер, премиер или било кој одлучува што тоа употребува или не. Начинот на донесувањето на одлуката, дека тоа се употребува, односно се става на снимање, е кривично дело. И вториот дел, начинот на користење на тоа е уште поголема злоупотреба. Истрагата треба да покаже навистина каде тоа дал одлука соодветното раководно лице да се употреби, односно да се вгради, и вториот дел каде тоа е употребувано. Опозицијата го вперува прстот директно во кадрите на СДСМ, кои како што потенцира се уште ги прислушуваат граѓаните и институциите. Велат дека иако поминаат цели 3 дена од откривањето на скандалот со нелегалното прислушување, министерот за внатрешни работи не дава директен одговор кој и зошто прислушувал и дали со прислушуваните разговори во последните 2 години биле уценувани јавни обвинители да носат одлуки по желба на луѓето од власта. Јавните обвинители, судиите, нивните соработници, институциите се под директен надзор и нелегално се прислушувани од страна на Оливер Спасовски и Зоран Заев. За ова оставки, но и одговорност мора да има и тоа уште веднаш. Експертите од своја страна порачуваат дека е очигледно и безбедносниот систем во државата е целосно урнисан, дека и секакви странски служби си работат без никакви пречки и дека единствениот начин за поправање на работите е да се направи голем рез, да се повеќат старите кадри и да почне безбедносниот систем да се крева од нула. Овој скандал само докажа дека на таков начин дојдоа на власт, на таков начин владеат, мора да си заминат на истиот тој начин. Ова е добра прилика и самите да се исчистат од таа работа, да падне оваа власт и да одиме потоа со некомпромитирани политички водства на нови избори, каде што граѓаните ќе знаат на кого може да се потпрат и како ќе може што ќе може да очекуваат, која политичка програма, а потоа да се пристапи кон реформи на безбедносниот сектор. Инаку додека трае истрагата за прислушувањето во обвинителството и судот, друга државна институција набавува слична телефонска опрема.